Здраво, стрелци, добро дојдовте. Ајде да видиме каков ќе биде февруари за вас. Ова се вашите февруарски таро толкувања. Генерални се, зборуваме за многу од вас, внимавајте, не може сите стрелци, буквално сите исто да ги доживеете нешто во временски период или како да е, затоа се што е ваше, обидете се си го препознаете, нека ви биде од корист, она што не е, отфрлете, не обрнувајте внимание и тоа е тоа. Сакам пред да започнеме да ве потсетам повторно, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, се разбира доколку ви се допаѓа и споделувајте, нека се шират пораките побрзо, нека стигнат онаму каде се најпотребни. Тоа е целта на сето ова. Доколку сакате да бидете дел од нас, претплатете се, стегнете на копчето subscribe, станете дел од нас, тоа нам многу не значи. Ајде сега да видиме каков ќе биде февруари за некои стрелци. Некои стрелци ќе го доживеат како голем месец затоа што некои стрелци се исправени пред некои избор. Вам ви се дадени многу можности за избор. Многу се и токму тоа ви пречи. Дали ви пречи, дали ви оптеретува, дали ве збунува, не знам, вие знаете. И во кое поле се тоа се случува, тоа исто, само вие си го знаете. Но ова се многу можности за избор. Дали се ситуации, дали се луѓе, дали се... Што е тоа, знаете само вие. Се извинувам. И овој избор... Да, на некој ви пречи, ве збунува, не знаете, премногу се, полесно е кога се помалку можностите, знаем, ако не едното е другото, меѓутоа кога се многу, тогаш веќе се збунуваме. Не е кај вас тоа е природа и тоа е тоа. Меѓутоа за некој од вас пак е малку по конфликтна оваа ситуација. Зошто? Затоа што вие многу пати сте се нашле во ваква ситуација. Ова не е прв пат, не ви е сега. И секогаш кога се наоѓате пред избор, кога ви се сервирани можности и опции, вие токму тогаш кај вас се буди некое конфликтно чувство и токму тогаш не сакате ништо од тоа, сакате нешто сосема десето. Токму тогаш вие не сакате, ма колку и да се тие можности, опции и ситуации, не сакате. Нешто десето сакате. Нешто сосема друго. Ова е само едно конфликтно чувство. Ова не е на... Не знам од каде ви е потребава, секогаш вака да действувате и да реагирате, меѓутоа еве повторно се појавува кај некој, кажувам од вас. И чудна е, затоа што овие можности се горе-долу тука некаде, слични. Не е нешто драстични некои разлики. Тука е, меѓутоа кај вас е овој конфликт. И можеби па и да ве прашале месец дена порано, година предходно, вие токму ова сега што ви се нуди го сакате. Ке го сакавте. Но сега кога ви се нуди, ви се сервира и го имате како опција, сега не го сакате. И верувајте дека токму ова чувство кое се буди во вас секогаш, е токму ова чувство кое ви ствара проблеми во животот. Да, може не сакате да го слушате ова, меѓутоа јас мислам дека самите себе си вие си стварате проблеми и од време на време сте си пречка. Не знам, верувам дека за стрелците беше во јануарските толкувања, во јануарските видеа, мислам дека за стрелците беше оваа порака, дека вие самите себе си сте си пречка. Ако не беше, се извинувам, може за некој друг знак, може па сте биле подзнак. Но верувам дека беше за стрелците и сега повторно го имам истото тоа чувство. Дека вие себе си сте си пречка секогаш. Себе си. Заради овој конфликт во вас самите, со себе си, најверојатно, не со другите. И што се случува? Ке изберете. Да, ке изберете, но ке направите грешка. Од каде потекнува вашава потреба, од каде потекнува идејава дека тоа треба да изберете, тоа не е здравата основа. Не е правилната, не е вистинската и затоа ја правите грешка. Ке направите грешка
или ќе го изберете по тешкиот начин, или ќе го изберете она што воопшто вас не ви треба. За да направите добар избор, ништо повеќе не треба, освен да се запрашате што вам ви треба 5 години од сега, 10 години од сега, моментално, што вам ви треба. И изборот е лесен, меѓутоа не се запрашувате, вие како за инает сакате да го изберете, сега ова, и сега ќе си донесете само товар на вашиот грб, ќе си донесете само повеќе обврски, ќе биде вашиот пат повторно потежок, повторно кај вас ќе треба многу покомплицирано. Проста и едноставна работа ќе искомплицирате. Тоа е тоа. И ќе биде напорно и тешко. И повторно ќе се ставите во ситуација каде што ќе се жалите на судбината, жалите на околностите, жалите на се, но ништо не е така, затоа што верувајте, овие можности не секој ги има. Овие опции не му се сервирани секому. Што вам ви се сервират и многу често ви се случува, а често го правите овој погрешен избор. И не се жалете на судбината, не е тоа ништо до судбината, едноставно до вас, а мора вие со себе да расчистите некои работи со себе внатрешно, за да се решат проблемите. Ќе ви биде тешко затоа што ќе сватите дека од овие можности, се друго што сте отфрлиле, веќе и не е повеќе и опција за вас. Може би таму веќе вратите се затвараат, може би тие можности веќе се одземаат, не постојат повеќе и сега тоа и ќе ви пречи. Она што ќе биде потребно е повторно сила каква што секогаш користите во овие ситуации, сила да ги издржите нештата, сила да ги пребродите, сила да се случат, како и да е. Тоа е за некои стрелци од вас. Некои стрелци пак овие можности кои ви се нудат вас, не знаејќи што да изберете, за некои стрелци е поинаква ситуацијата. Затоа што вие сега сакате да го искористите моментот. За некои стрелци ова и не се случува често, ваквите можности, ваквата можност, и сега сакате да го искористите моментот, значи да го изберете најпотребното, најважното, најзначајното. И дури гледам дека ќе се молите, ќе барате начини, ќе барате во себе знаење, во универзумот, во Бога, помош како да го направите вистинскиот избор и да не погрешите. Сите вие кои ќе постапите така, ќе направите избор, да, ќе биде не е лесен, нема да биде лесно после да се дојде до нешто на крајот на краиштата од старт го посакувате. Може ова е нешто за кое се молевте одамна, сега се случува и сега се обидувате да го направите вистинскиот избор, меѓутоа се обидувате да ја завршите работата најправилно како е можно. Внимавајте само на чувствата, да не ве нападнат чувства негативни во сето ова, другото е се добро ќе се заврши. Тоа се пораките за некои стрелци од вас, а некои пак од вас, вие кои сте доста успешни и многу среќни и задоволни во овој период од животот. Навистина среќни и задоволни, затоа што чувствувате дека едноставно сте исполнети. Чувствувате исполнетост на некои полиња, ако не и на повеќето полиња од животот. Вие треба да знаете дека има некој околу вас кој не може да го поднесе тоа. Едноставно не може да поднесе да ве гледа вакви среќни, задоволни, исполнети. Дури и кога ништо, кој знае колку големо не се случува, вие сте си среќни, вие сте си задоволни од животот. Тој некој или тие некои луѓе не може да го поднесат ова и не можат постојано да ве гледаат како успевате да го задржите врвот на нешто, врвот на вашето среќа, задоволство, успеси, што и да е.
им пречи. И верувајте дека коваат некакви планови, и сега дали да ви одземат нешто ваше, дали да ја намалат вашата среќа, вашата големина, вашите успеси, и овие планови кои ги прават, ќе ги остварат, да, и ќе ве донесат вас во една ситуација каде што ќе почувствувате некои промени, каде што ќе почувствувате потреба да направите нешто, да тргнете кон нешто, да остварувате нешто. Ова е насоката која тие ви ја дале со нечесни намери, но она што тие пак не знаат е дека ова за вас сега, знаете што ќе биде уште еден успех кој ќе си го закачите како орден меѓу другите. Тоа тие не знаат. И ќе биде, не ова да се случи одма за ден, два на неделка, и некој може па и толку ситно нешто преку еден ден, преку нешто ќе се случи, нешто кратко, а за некој кажа ќе биде и многу долго. Ќе биде пат, за вас воопшто нема да биде тежок, вашиот менталитет, вашето чувство на задоволство, среќа, она што не може никој да ви го одземе, ќе направи повторно да поминете низ сето ова лесно, едноставно, и не само што ќе поминете лесно, едноставно, туку повторно ќе кажам, ќе нанижете уште еден успех помеѓу многуте. Тоа не знаат. И тоа е многу убаво, нели? Сега некои други од вас пак ќе наследат нешто, ќе наследат некоја обврска. Обврска е ова што ќе наследите. Ќе треба ова да се сработи. Може би ќе барате помош, поддршка од некакви институции, некакви органи, но нема да дојде. Сега дали за жал или за среќа, јас мислам дека и за среќа, ова што нема да дојде, затоа што со отсуството на оваа помош, со недоаѓањето на оваа помош, вие ќе мора да смислите нешто и ќе го направите тоа, ќе смислите нешто идеално, ќе смислите во сето ова. И тогаш започнувате на вистина со вистинската работа, онаа која носи вистински успех и вистински плодови. И тоа е тоа за сега, драги мои стрелци. Се надевам уживавте. До следното. Чао, чао.